Преку ова вклучување ќе ве поканиме на едно патување низ линиите и боите на уметникот Христо Петрески. Имено ово утро се јавуваме токму од неговата изложба во Младинскиот културен центар, која се отвори на 4 овој месец. Насловена Линии и бои, и се разбира дека оваа прекрасна изложба ќе можете да ја видите освен преку ова вклучување, ќе можете да ја видите до 14 овој месец, со оглед на тоа дека ќе биде отворена 10 дена. Повеќе податоци за оваа изложба во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, воедно и уметникот на самата изложба Христо Петрески. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро и најпрвим да ви заблагодарам што еве ја посетивте оваа изложба и што токму овде во Младинскиот културен центар во галеријата број 2 го правите овој прилог за мојата изложба. Веднаш да кажам дека јас сум пред се писател, но и се занимавам интензивно, значи посветено и со ликовна уметност. Инаку ова е моја 22-та самостојна ликовна изложба. До сега сум имал изложби во сите поголеми градови во нашава република. Значи покрај Скопје и во Битола, Прилеп, Куманово, Штип и да не ги редам сите други градови. Исто така сум имал изложби и во странство, во окружувањето, значи во Сокобања во Србија, во Шибеник во Хрватска. Сум бил учесник и на 2 меѓународни ликовни колонии кај нас во Пелинце, кај Куманово и во Врањска бања во Србија. Оно што е многу битно, јас поинтензивно со ликовна уметност, значи со изложби, почнав да се представувам од 2013 година. И се навршија до денес 12 години и токму затоа на оваа изложба има 12 мои слики. Намерно се одлучивме со организаторот, со Младинскиот културен центар, изложбата да биде камерна, а за мене беше тоа многу тешко. Едноставно требаше да изберам 10 слики, ја реков не 10, 12 ќе биде, биќе 12 години, по една слика за секоја година. Беше битна темата, тоа беше моја лична определба. Линии, така ја нареков оваа изложба, линии и бои. Бидејќи во сликарството токму линиите и боите се примарни, се најбитни. Зошто линии и бои? Затоа што јас како сликар се изразувам преку линиите и боите, пак како писател се изразувам преку зборовите. Сега уште нешто што е поврзано со оваа изложба, што е битно, е тоа дека на изложбата има повеќе теми. Значи не е ова тематска изложба, туку изложба која отсликува некои мои трагања и по теми и мотиви, ама и по стилски изразни средства, значи по техники, едноставно кажам. Јас се уште се барам, како и сите творци што се бараат, сликам и цртам интензивно, буквално секој ден, и мислам дека тоа ми е најголемото задоволство. На самиот крај сакам да кажете до кој препорачувате да дојде и да ја види оваа изложба и каква порака, какви емоции сакате да потекне самата изложба кај присутните? Убаво е прашањето, навистина ми се допаѓа, затоа што изложбите немаат резон, немаат смисла, ако се отвораат само за авторот и за неговите најблиски. На свеченото отворање имаше поголем број посетители, веднаш да кажам, меѓу нив најголемиот број беа писатели, значи мои колеги, кои што беа љубопитни да видат писателот Христо Петрески, каков сликар е, што црта и што слика. Но ние сите настапивме на 4 февруари, бидејќи тоа е роден денот на Гоце Делчев, настапивме и со родолюбива поезија, со поезија посветена на Гоце Делчев, на Македонија и слично, и со родолюбиви татковински теми. Инаку 4 февруари едно совпаѓање и мој роден ден, па ние споивме две во едно. Но, она што вие ме прашавте, кој да дојде? Тие што дојдоа на свеченото отварање, ретко од нив кој повторно ќе дојде. Но многумина што не дојдоа на свеченото отворање ми се јави и вика до кога е изложбата. Им кажав до 14 февруари и тие ја посети или ќе ја посетат доправо оваа изложба.
Значи, изложбите се отворени за ученици, студенти, граѓани, за сите љубопитници кои што сакаат во денот да направат нешто паметно, нешто убаво. Шетајќи покрај Вардар, бидејќи Младински културен центар е на убаво место покрај Вардар, покрај реката, шетајќи па и нека влезат, нека зирнат нешто, нема ништо погрешно да направат, ама ќе видат нешто, една информација плюс во животот. И јас така одам на изложби, и јас вчера бев на една промоција на едно друго место во градов, и ми беше убаво, зашто видов и некои пријатели, ама и видов и научив нешто ново. Бидејќи ние секој ден учиме. Учењето е процес што трае до крајот на животот. Така и оваа изложба. Е убаво да ја види некој мој колега, писател, и да рече, кога може Христос, зашто јас да не го правам исто. Да направи една мотивација. Да, зашто ја да не сликам. Бидејќи јас така почнав. Знаев дека многу писатели и во Македонија, и на Балканот, и во Европа, и во светот се и сликари. Едноставно реков, зошто и јас да не си ја облагородам душата со една плюс, не знам сега дали е тоа дарба, дали е потреба, но како и да е, со во секој случај една полезна активност. Јас така го гледам сето ова. Ги поканувам сите ваши гледачи да бидат и посетители не само на ова моја изложба, на сите изложби во градов, во републикава, бидејќи ликовната уметност е убава уметност. Не мора да купат слика, тоа не е најбитното. Доволно е да видат, и како што реков тие пред малку, може би да се мотивираат, да се инспирираат, па ако не можат самите да создадат таква слика, на крајот од краиштата, нека купат некоја најминиатурна, најефтина слика, ама нека си ја стават во својот дом и нека си ја гледаат додека пијат кафе или чај, или во дневната соба додека гледаат телевизија. Навистина, ликовната уметност, за разлика од книгите кои што често се стават во раф и таму стојат, никој не може да ги види ни кориците, ликовната уметност е како плакатот, е дел од домот, дел од секојдневниот живот. Еве со тоа би завршил. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми е драго што имавме можност на нашите гледачи да прикажеме и да кажеме нешто повеќе за вашата изложба. Мене ми е исто така многу драго. Се надевам дека уживавте во ова вклучување и се разбира дека повторно ќе информираме од други изложби кои што ќе се случуваат во овој културен центар. Се разбира, ве поканувам уште еднаш да дојдете и да ја посетите оваа изложба која е отворена до 14 февруари.